на член 28 од статутот на општина Гевгелија ја отварам третата седница на Советот на општина Гевгелија. На денешната седница се поканет Андон Сарамандов, градоначалник на општина Гевгелија, Ангелинка Печкова, пратеник во Собранието на Република Македонија, Сашко Јанчев, пратеник во Собранието на Република Македонија, представници од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија, представници од Основното училиште Владо Кантарџиев од Гевгелија, представници од Основното училиште Крстен Месирков од Гевгелија, представници од Основното училиште Ристо Шуклев од Негорци, представници од Основното училиште Климет Охридски од Мировци, представници од Основното училиште Васо Карајанов од Гевгелија, представници од Библиотека Гоце Делчев Гевгелија, представници од Работнички универзитет Кирил и Методија Гевгелија, представници од Детска радост Гевгелија, представници од Комуналец Гевгелија, представници на општинската администрација, представници на средствата за јавно информирање. На денешната седница се присутни 19 членови на Советот, од вкупно 19 членови, колку што брои Советот. Според тоа, постои кворум за полноважно одлучување. За записничар е одреден вработениот Благој Картов, а за правник е одреден вработениот Благој Ристов. Записникот од првата конститутивна седница ви е доставен. Дали има забелешки по истиот? Доколку нема забелешки по записникот од првата конститутивна седница, записникот го ставам на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Испадна некој? 18 гласале за. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека записникот од првата конститутивна седница е усвоен. Записникот од втората седница ви е исто така доставен. Дали има забелешки по истиот? Ако нема забелешки по записникот од втората седница, записникот го ставам на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Осумнаесет членови на Совет се изјасниле за усвојување на записникот од втората седница. Констатирам дека записникот е усвоен. На денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година за периодот од 1.1.2025 до 30.9.2025 година кумулативно. Предлог измени и дополнување на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за 2025 година. Четврта точка. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Гевгелија за 2025 година. Петта точка. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2025 година. Шеста точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2025 година. Точка 7. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансовиот план на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија за 2025 година. Точка 8. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансовиот план на Владо Кантарџиев Гевгелија за 2025 година. Девета точка. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансовиот план на Крстен Месирков Гевгелија за 2025 година. Точка 10. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансовиот план
на Ристо Шуклев Негорци за 2025 година. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансовиот план на Климент Охридски Миравци за 2025 година. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансовиот план на Основното општинско музичко училиште Васо Каријанов Гевгелија за 2025 година. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувања на финансовиот план на Библиотека Гоце Делчев Гевгелија за 2025 година. Предлог решение, точка 14, предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансовиот план на Работнички универзитет Кирил и Методија Гевгелија за 2025 година. Точка 15. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансовиот план на Детска радост Гевгелија за 2025 година. Точка 16. Предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за одобрување на планот за програми и развој на општина Гевгелија за 2025 година. Точка 17. Предлог одлука за одобрување на планот за програми за развој на општина Гевгелија за 2026 година. Точка 18. Предлог одлука за доделување 5 стипендии на студенти од општина Гевгелија запишени на медицинските факултети одсек Општа медицина на Република Македонија за академската 2025-2026 година. Точка 19. Предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за одобрување на аплицирање на проект, негова имплементација и обезбедување одржливост на резултатите од проект по јавен повик за проектни предлози со број 2021 ТЦ 16 ИПЦ Б007 2023/3 од Интеррек 6/А и по програма за прекогранична соработка Бугарија-Македонија 2021-2027. Предлог решение за усвојување на точка 20. Предлог решение за усвојување на финансискиот извештај на Комуналец Гевгелија за 2025 година за периодот од 1.1.2025 до 30.9.2025 година со посебен осврт на периодот од 1.7.2025 до 30.9.2025 година. Отварам претрес по предложениот дневен ред. Дали некој се јавува за збор? Ако нема, го ставам предложениот дневен ред на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека предложениот дневен ред е едногласно усвоен. Преминуваме на работа по точките од усвоениот дневен ред. Точка 1. Предлог заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година за периодот 1.1.2025 година до 30.9.2025 година кумулативно. Отварам претрес по предлог заклучокот со извештај од комисиите. Бидејќи представник од општинската администрација е присутен, да му дадеме прво збор. Повели. Благодарам. Почитувани, согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, според член 32, градоначалникот доставува до Министерството за финансии и до Советот на општината квартални извештаи за извршување на буџетот. Од вкупно проектираниот буџет на општина Гевгелија за 2025 година на 868.182.633 денари, реализирани се вкупно приходи во износ од 609.204.236 денари или 70,17%, од кои тековно оперативни приходи се 580.634.456 денари и 23.569.780 денари капитални приходи.
Вкупно реализираните приходи и расходи на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година за период од 1.1.2025 до 30.9.2025 година се прикажани во К1 образецот. Овде приходите на основниот буџет се во износ од 367.314.046 денари, односно реализирани до 39 се 330.456.527 денари, со приходи на сметка до 30.9.2025 година во износ од 36.857.519 денари, или вкупно 79,95% од планираните 459.390.959 денари. Кај приходите од дотации во износ од 259.140.695 денари, или 70,70%, има реализација од вкупно планираните 366.546.238 денари. Приходите на донации во износ од 9.024.414 денари, или 42,42% од планираните 21.274.044 денари. Приходи од самофинансирачки активности на буџетските корисници во износ од 10.582.600 денари, или 50,45% од планираните 20.974.392 денари. Структурата на вкупно реализираните приходи за период од 1.1 до 30.9 се во износ од 609.204.236 денари, кој по група на приходи е следна: даночни приходи 198.475.523 денари, неданочни приходи 12.099.314 денари, капитални приходи од 19.223.798 денари, трансфери и донации 379.405.601 денар. Според кварталниот извештај, за периодот од 1.1 до 30.9 реализирани се вкупно расходи во висина од 591.379.886 денари, и тоа 440.394.343 денари, од кои тековно оперативни, и 150.985.543 денари капитални приходи. Вкупните расходи во износ од 591.379.886 денари се состојат од следните видови на расходи: расходи на основен буџет 330.456.527 денари, или 55,88%, буџетот на дотации 241.316.345 денари, или 40,80%, самофинансирачки активности 10.582.600 денари, или 1,79%, и кај буџетот на донации од 9.024.414 денари, или 1,53%. Структурата на вкупно реализираните расходи во износ од 591.379.886 денари, прикажани во кварталниот извештај за период од 1.1 до 30.9 по група на расходи е следна: за плати и надоместоци 263.652.650 денари, или 44,58%, кај резерви и недефинирани расходи 605.000 денари, стоки и услуги од 102.711.165 денари, каматни плаќања од 4.142.925 денари, субвенции и трансфери 57.079.869 денари,
Капитални расходи од 150.985.543 денари и отплата на главница од 12.202.734 денари. Според кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Гевгелија за периодот од 1.1. до 30.9.2025 година, реализирани се расходи во основниот буџет во висина од 330.456.527 денари, и тоа 186.664.923 денари или 56,49% се тековно оперативни расходи и 143.791.604 денари или 43,51% се капитални расходи. Структурата на реализираните расходи во основниот буџет за износот од 330.456.527 денари, прикажани во кварталниот извештај, се последната група на расходи, а тоа е следната: за плати и надоместоци 47.049.804 денари или 14,24%, стоки и недефинирани резерви и недефинирани расходи од 605.000 денари или 0,18%, стоки и услуги од 68.511.199 денари или 20,73%, каматни плаќања од 4.142.925 денари или 1,25%, субвенции и трансфери од 54.153.261 денар или 16,39%, капитални расходи од 143.791.604 денари или 43,51% и отплата на главница од 12.202.734 денари или 3,70%. Во К2 образецот од кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски, прикажани се обврските за добиени фактури и ситуации кои не се исплатени до 39. Тие се во вкупен износ од 35.381.883 денари и во образецот К3 за кварталниот извештај се прикажани промените на состојбите на секое задолжување на општина Гевгелија и на јавното претпријатие Комуналец за периодот од 1.1. до 30.9.2025 година. Благодарам. Му давам збори на градоначалникот да се произнесе по оваа точка. Председател на Советот, почитувани советници, пред нас е кварталниот извештај на локалната самоуправа започна со 30.9.2025 година. Како што кажа представникот од секторот за финансии, откупно проектираниот буџет од 863.182.633 денари, реализирани се 609.204.236 денари или околу 70%. Како и во минатото и сега ќе се задржам на основниот буџет на локалната самоуправа, од кој зависи функционирањето и реализацијата на предвидените програмски активности. Значи, основниот буџет ни е проектиран на 459.390.959 денари и до започно со 39. на приходната страна имаме реализација од 367 милиони денари, 314.046 денари или околу 79,95%, а на расходната страна имаме реализација од 330.456.527 денари или 71,93%. До делот на приходната страна, на кратко, зголемувањето на приходите доаѓа по три стапки во однос на претходните години. Значи имаме зголемување на приходите по стапката 7.4.1 трансфери и донации од други нивоа на власт. Значи оваа година имаме зголемување на приходите по однос на ДДВ. Тоа зголемување беше во месец март
кој што го дава Министерство за финансии во однос на перформансите и реализацијата на локалната самоуправа, и од 53 милиони денари предвидени од приход од ДДВ за 2025 година имавме зголемување за 80%, поточно од 53 милиони станаа 95 милиони денари за 2025 година и до 9 месец имаме приходи од 67 милиони денари, 825.038 денари. Зголемување на приходната страна имаме и во делот на данок на имот од физички и правни лица и до овој момент има приход од 18 милиони 800.000 денари, а најголемиот приход го имаме во ставката 717 даноци на специфични услуги, во делот на ставката приходи од уредување на градежно земјиште, поточно попознато како комунали, и до 39 овде имаме приходи од 107 милиони денари 857.000. Во делот на расходната страна заплата имаме 47 милиони денари, околу 47 милиони денари или 14,24%, резерви недефинирани расходи околу 605.000 денари, 0,18%, стоки и услуги 68 милиони денари и 500.000 денари, околу 20,73%, каматни плаќања имаме 4 милиони денари, 142.000, околу 1,25%, субвенции и трансфери 54 милиони 153.000, околу 16,39%, и најголем процент отпаѓа на капиталните расходи, кои се рекордни оваа година. Имаме започна со 143 милиони денари и 791.000 или околу 43,51%, што овозможи и реализација на голем број на капитални проекти кои што беа предвидени со програмските активности во 2025 година. Исто така редовно се сервисираат и обврските за кредитите и оваа година, однос на главници, имаме 12 милиони и 200.000 денари за кредитот за водоснабдителниот систем и за учениците во Средното училиште Јосиф Јосифовски. Заклучно со 39 имаме на ставката на основни средства на буџетот, имаме 37 милиони денари кои се пренесуваат во последниот квартал, а во моментот доспеаните и недоспеаните обврски заедно со 39 се 46 милиони денари, од кои што 23 се за комуналното предпријатие, обврски кои на почетокот пред 4 години беа 37 милиони, полека ги намалуваме, а останатите обврски 23 милиони се кон текомни обврски кон изведувачите. Значи на буџетот имаме 37 милиони денари, а околу 23 милиони денари ни се текомни обврски кон изведувачите. Бројките и во проценти и во средства започна со овој квартал, значи се одлични, имаме рекордна реализација и на приходна и на расходна страна и во однос на капиталните расходи, што се должи како резултат на зголемената стопанска активност, а добрата реализација ни придонесе, ни овозможи да ги реализираме сите планирани програмски активности кои што ни беа предвидени со буџетот за 2025 година. Верувам дека и до крајот на годината, а и во следната година ќе продолжиме со исто темпо и со зголемената реализација на основниот буџет ќе стане континуитет на локалната самоуправа. Тука сме за прашање доколку ги има во однос на кварталниот извештај. Благодарам, градоначалник. Дали некој се јавува за збор? Силова, повелете. Благодарам.
Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, представници на општинската администрација, медиуми, почитувана гевгелијска јавност, добар ден. Во врска со кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Гевгелија за периодот од 1 до 39 имаме една кратка анализа на приходната и расходната страна, па ќе почнем по ред. Во делот на приходите, посебно во ставката даночни приходи, во вкупен износ се гледа надминување на планираниот износ од 11,4%, планиран буџет 178,2 милиона, реализирани 198,4 милиони, а 86% повеќе од минатата година, кога имало реализација од 106,7 милиони. Во конто 711, данок од доход, од добивка и од капитални добивки, е реализиран скоро 77%, а износот од 14 милиона во споредба со 12,9 милиона минатата година е 9% поголем. Конто 713, данок на имот, планираните 70,1 милион, реализирани се 40, е нереален. Затоа што решенијата за данок на имот се уште не се добиени. Така беше минатата година, кога имавме изборна година за председателски и парламентарни избори, кога граѓаните ги добија по завршувањето на изборниот процес, со енормно покачување на истите, како награда за укажаната доверба, па следеа голем број на приговори, кои се надевам дека беа решени во корист на граѓаните. Оваа година имавме локални избори, решенијата се уште ги немаме добиено и апсурд е да се добиваат во ноември со датум на изготвување 31 март, а износот на истите дали ќе биде награда или казна, допрва ќе видиме. Данокот на специфични услуги, планираниот буџет од 89,7 милиони, реализиран е 144,3 милиони, надминат е за 60%, а дури 2,6 пати повеќе од минатата година. Тоа е ставката комунали што ја плаќаат правните лица и граѓаните на општина Гевгелија. Дискутабилна ми е ставката во приходната страна, конто 718, такси на користење или дозволи за вршење дејност, каде од планираните 250.000 има реализација 53.024, скоро 5 пати помалку. Додека минатата година имало реализација на оваа ставка 221.480 или 88% од планираното. На комисиите завчера, на прашањето што содржи оваа ставка, ми беше одговорено дека тука се приходите од издадени лиценци, бе интегрирани дозволи и имаме да двојба дека освен градење, при што буџетот се полни со платените комунали, за други нешта и да нема интерес. Приходите од трансфери од други нивоа на власт, во споредба со минатата година, кога биле 76,8 милиони, сега се 105,5 милиони и се 37% повеќе. Во делот на расходите, конто 420, патни и дневни расходи, има 51% повеќе од минатата година. За комунални услуги, грење, комуникација и транспорт, 133% повеќе од лани, имало 9,4 милиона, сега се 22 милиона. За материјали и ситен инвентар и поправки и тековно одржување имаме помали износи од лани, додека за договорни услуги има пораст од 42%. Биле 7 милиони, сега се 10,4 милиона. Други текнуви расходи 137% повеќе. Биле 4 милиони, сега се 10. И пораст има кај привремените вработувања, минатата година биле 1,5 милиони, сега се 2,2 милиони. Исто и во ставката 464 разни трансфери, има пораст од 91%, минатата година биле 18,9 милиони, сега се 36 милиони. На комисиите завчера, моето прашање на што се должи ова зголемување, беше одговорено дека се за исплата на програмата К4, култура и Д0 градоначалник. Од програмата Д0 градоначалник
ако се работи за исплата по основ на барање на наши сограѓани, тоа е во ред. Сепак, и Советот и градоначалникот треба да се во функција на интересите и потребите на граѓаните на општина Гевгели. Во образецот К2, квартален извештај за достасани неизмирени обврски, ете, да не излезе дека советничката група на СДСМ само критикува, да пофалиме, добро е, што е подобрено во однос на минатата година, кога биле 66,8 милиони, сега се 35,3 милиони, достасани, а не измирани обврски, ама, паѓа во очи разликата оваа година од минатата во расходните конта. За материјали и ситен инвентар, обврските се на скоро исто ниво. За поправки и тековно одржување, минатата година биле 11,8 милиони доспијани неизмирени обврски, сега се 14,5 милиони, 2,7 милиони повеќе од минатата година, додека за ставките договорни услуги, минатата година имало 3,5 милиони, сега се 618.032. И други тековни расходи, минатата година биле 5,6 милиони, сега се 2,3 милиони. Очигледна разлика во измерување на овие обврски, што пак од друга страна го наметува она што го зборе во минатиот состав на овој совет, многу нешта од општинскиот буџет се ставаат во функција кога има изборна година, како што беше ова во изминатиот период на локалните избори. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Тодоров, повелете. Благодарам, почитувам председателке. Во однос на кварталниот извештај, кумулативен од 1.1. до 39.2025 година. Јас при вашето излагање, колешке, и при излагањето на администрацијата никој не зборуваше за К3 образецот, односно колку должи општина Гевгелија по основ на кредити. Кредити кои настанале од владење во ваше време и кредити кои настанале во владење во време на моменталниот градоначалник Сарамандов. Сега, прво и основно, иако уредно барав да им бидат оставени контата 220 и 100-ката, што познати се како приходни конта и расходни конта од во општината, тоа се обврските и расходите кои што директно ги плаќа општината, расчленети со тоа што би имале детален увид ние како советници во работењето, не ги добив. Од финансии, напротив, ми беше одговорено, повелете дојдете на увид. Јас не работам во државна администрација и во работен ден од 8 до 4 сум на работа. Според членот 11 од деловникот за работа на Советот на општина Гевгелија, имам право, заради вршење на својата должност, како член на Советот, да барам од градоначалникот, општинската администрација, јавните служби и предпријатија кои се основани, да добијам информации кои ми се потребни за мојата работа во Советот. Тоа не се случи. Барав по мејл, барав во PDF формат, многу е лесно да се извадат тие документи. Според член 25, исто така прекршен од деловникот, членот на Советот е должен да чува тајни и тие материјали треба да бидат означени како такви. Доколку ги сметате за тајни, јас како советник сум обврзан, исто така. Исто така, според член 26 од деловникот став 2, општинската администрација им обезбедува дополнителна документација која им е потребна на советниците. За жал, тоа не се случи. Немате основ да бидете нетранспарентни, да укршите деловникот за работа и законите. Но еве, од овој извештај квартален може да заклучам 3 работи. Прва работа се даноците за специфични услуги. Сте ги надминале за 66%. Бидејќи кварталниот извештај ни е даден на 3 цифри наместо на 6 цифри, ние повторно немаме детален увид точно кои даноци од специфичните услуги го зголемиле овој износ. Ние одговоривте паушално на комисија дека тоа биле комуналиите за згради.
И јас немам ништо против за зголемената економска активност во општина Гевгелија и изградбата на згради, но за жал тоа прераснува во бетонирање на Гевгелија, без соодветни паркови и зеленило околу нив и дивење. Тротоарите не се ископени. Втора работа. Како да огласам извештајот кога во него имате 3 кредити, а немате впишено со која каматна стапка се земени? Ова е кварталниот извештај, во кој ше на К3 образецот не пишува по која каматна стапка се земени 3 кредити во општина Гевгелија. И ние сакате да дискутираме тука за финансии, за квартален извештај. Мислам дека е абсурд. Прашав на комисија, не добив одговор. Не сте знаеле точно. Сакате да зборуваме на крајот и за долгот на општина Гевгелија. Градоначалникот мудро избегнуваше конкретни одговори со користење на термините достасани обврски, недостасани обврски, наместо граѓаните да го разберат точно колку, што и како е останато од кредитите за исплата. Имено за кредитот од 2016 година имате останата главина од 29 милиони. За кредитот од 2018 имате останата главнина од 17 милиони и за кредитот кој беше подигнат за булеварот Западен, не знам дали е булевар, повеќе личи на некоја обиколница, уличка со чунчиња, 39 милиони. Или вкупно задолжување по кредити од 86 милиони 368 илјади денари 159. Ова е само ануитетот останат. Каматите не ги знаеме. Договорите за кредити немаме ги добиено како советници. Еве ги барам јавно да ни ги доставите. Како со што би имале увид и колку би биле каматните плаќања по основ на овие кредити. А исто така и би знаели по која каматна стапка се земени, бидејќи ова е последниот од комерцијална банка и мислам дека мојот кредит што ми е стамбен има помала каматна стапка отколку ова е на општината. Но за тоа кога ќе ги имаме фактите. Стигнавме до 86 милиони по кредити на општината. И комуналното предпријатие ЈПКД Комуналец има кредит во износ од 21 милион 013.566 денари или 341.684 евра. Ова е, почитувани граѓани, останатиот дел од ануитетот, односно кредитот што се зел. Каматата не ја знаеме колкава ќе биде при отплатата и на овој кредит. Се вкупно општина Гевгелија должи 107 милиони 381.725 денари без камати, а ќе бидеме должни според кредитите во наредните 4-5 години и овие кредити ќе дојдат за наплата. И доколку на сето ова додадеме дека дел од проектите ги реализиравте во целост од унгарскиот кредит преку трансферите од други нивоа на власт, и дел не се предадени, не се примени, останати се да се примат, па тие обврски допарва ќе се книжат. Јас можам да заклучам дека ние градиме и живееме на кредит. Благодарам. Благодарам, Тодоров. Дали некој друг се јавува за збор? Ако нема? Велите? Нече се. Благодарам. Почитуван градоначалник, почитувана преседавач, почитувани советници, почитувана јавност, добар ден. Ова е моје прво обраќање на седница на Совет на општина Гевгелија и би сакал најпрво да изразам благодарност кон гласачите што ни ја дадоа довербата да ги представуваме во Советот на општина Гевгелија. Се надевам дека тоа ќе биде транспарентно. Од наша страна ќе бидеме гласот на народот, ќе поддржуваме се она што е добро, каде што има сомнежи ќе истражуваме, а каде што има злоупотреба, жестоко ќе реагираме.
Тоа ни е должност према граѓаните на општина Гевгелија, бидејќи не плаќаат со нивни пари, градоначалникот е менаџер на народните пари, а ние како совет треба да бидеме координатори и да укажуваме на грешките, а да поддржуваме она што треба. Го разгледав внимателно извештајот за периодот од 1.1.25 до 39.25 година и констатираните бројки и проценти што се дадени убаво звучат. Еве ќе тргнам од почеток. Остварувањето од 330.456.527 денари изнесува некаде околу 79,95% од планираните 459.399 денари, што укажува на добра фискална дисциплина и континуирана наплата на приходите во текот на првите 9 месеци. Приходите од блок дотациите со остварување, нема да читам во апсолутни бројки, него во проценти, да не се повторувам, се некаде околу 70,70%, што значи дека блок дотациите што ги добиваме и наменските дотации заостануваат зад предпоставам очекувањата, што може да биде резултат на доцнење на трансфери од централната власт или промени во динамиката на исплатите. Донациите, тоа се обично финансии кои што ги добиваме во вид на донации или учество на меѓународни проекти, изнесуваат 42,42%, што укажува на ограничена активност или зависност од надворешни проекти и извори на финансирање. Самофинансирачките активности на буџетските корисници се реализирани некаде со околу 50,45%, што е на некој начин умерена активност на институциите во обезбедување на сопствени приходи. Значи, според мене, клучни се дотациите и донациите за општина Гевгелија, што можат да се реализираат многу значајни проекти кои што не би можела општината сама да ги реализира. И во иднина треба поголемо внимание да се посвети на таа ставка. Во целина, приходната страна на буџетот се движи во задоволителна реализација, но потребна е поголема динамика кај дотациите и донациите, тоа што го кажа во последниот квартал, за да се постигне планираната реализација. Затоа што обично блок дотациите и наменските дотации, блок дотациите, знаеме, се средства кои што се трансферирани од централната власт и се претежно за буџетските институции, тие обично се реализираат во 100% реализација. Во приходната страна исто забележително е капиталните приходи. Учествуваат некаде со 3,15%, доста мали, но многу значајни за општината. Тие произлегуваат, сите знаеме, од продажба на имот или од други еднократни капитални трансакции. Сепак, нивната застапеност во ниска вредност остава впечаток дека имаме ограничена активност во капиталното располагање со иметот на општината. Што се однесува до расходната страна, ги прочитавте повеќе пати и представникот на општината, се произнесе и градоначалникот и останатите колеги советници. Нема да се повторувам, меѓутоа ќе се задржам на капиталните расходи, кои изнесуваат 25,53%, што представува позитивен индикатор за развојната ориентација на буџетот и потврда дека општината е насочена со значителен дел од средствата кон инфраструктурни и инвестицијски проекти. Меѓутоа, што е битно тука? Во третата квартална реализација се забележува значителна разлика меѓу капиталните приходи и капиталните расходи, што е карактеристична појава за повеќето општински буџети. Капиталните приходи изнесуваат само 3,15%, како што кажав, од купните приходи, што укажува на
ограничени сопствени избори од продажба на имот, комунални или други еднократни извори на финансирање, а ниската реализација може да се должи на намалена побарувачка на општински градежни парцели, што сметам дека не е случај со оглед на интензивната градба на објекти и административни постапки кои траат подолго од планираното. Затоа дисбалансот меѓу ниските и капиталните приходи, кои што реков приходите капитални се 3,15, а инвестициите се 25,53 од вкупните, односно 43,51% од основниот буџет. Ово укажува на финансиските капитални проекти во најголем дел дека се обезбедуваат преку трансфери, донации и претходно, ако имало акумулирани средства, наместо сопствени капитални извори. Во вакви услови, општината покажува позитивна активност во инвестицијскиот сегмент, но и зависност од надворешни извори на финансирање, што во иднина може да ја ограничи самостојноста во капиталното планирање. Значи, ваквиот дисбаланс меѓу приходите и инвестициите, капитални инвестиции, е огромна, што сите мислам дека треба да знаеме дека се должи пред се на трансфери на средства од централната власт, што не би било добро за општината. Моја препорака би била за во иднина да повеќе од капиталните приходи кои што ги има и ги остварува општина Гевгелија, да се реализираат и капиталните инвестиции, да општината не стане зависна од трансферите од централна власт. Едино за пофалба е ова што го истагна градоначалникот, дека процентот на зголемување по основ на ДДВ, што еве сега јас за прв пат и официјално слушнав, е пораснат од 53% некаде беше, ми се чини на 80, така? 80% трансферирани средства од данокот на додадена вредност, што покажува силна активност во општина Гевгелија по разноразни основи. Затоа јас овој квартален извештај би го поддржал, меѓутоа ме изненадува и фактот што го изнесе колегата претходно, бидејќи не му се давани информации од финансии за подетална распределеност на средствата, како и на кој начин даночните приходи се акумулирани. Сметам дека, како што истакна и по основ на статутот на општина Гевгелија, а и како советници имаме право да ги добиваме сите информации од представниците, односно од општина Гевгелија, бидејќи мислам дека овдека не располагаме со класифицирани информации, не би требало да имаме такви дозволи и затоа во иднина апелирам дека сите информации што ќе бидат побарани од наша страна, треба од страна на општината да не бидат уредно доставувани, како би биле спремни на самите седници на совет да дискутираме објективно, реално и да носиме правилни решенија. Благодарам. Благодарам. Нечевски. Дали некој друг се јавува за збор? Петров, повелете. Благодарам, почитувана председателка, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници. Бидејќи од претходните дискутанти стана збор за решенијата за даноци на имот, јас сакам да искористам ова прилика да го потсетам градоначалникот дека според член 30 од Законот за даноци, 31 март е крајниот рок за издавање на решенијата за данок на имот. Доколку се закасне од ваша страна, градоначалниче, подлежите на глоба од Управата за јавни приходи, Министерството за финансии, а не знам зашто тие во меѓувреме не извршиле инспекцијски надзор во одделението за финансии да видат зашто досега не се изготвени решенијата за данок на имот. 15 ноември е последниот рок за плаќање на даноците на имот. 15 ноември е утре, така. Вие ќе издадете секак со дата од 31 март, бидејќи ако издадете со друга дата ќе подлежите на глоба. Па така, моето прашање е дали ќе издадете во скоро време, зошто се касни исто како лани,
Што е проблемот со тој софтвер? Лани беше проблемот, нели се управи до сега тој софтвер? Кога би имале овие решенија доставени до граѓаните? И дали во случај на плаќање после овој рок 15 ноември ќе им пресметувате камата на истото? Благодарам. Благодарам, Петров. Дали уште некој друг бара збор? Доколку не бара друг збор, му давам збор на градоначалникот по оваа точка. Кратко пред да биде гласањето во однос на излагањето, ако започнем со Николчо, во однос на решенијата за данок на име. Значи, од страна на локалната самоуправа се изработени до 31 март. Од технички причини проблемот е на друго место, во друга институција. Правните лица веќе ги добија, а и дел од физички лица ги добија, верувам дека во наредниот период и останатите ќе ги добијат, доколку и следната година навремено видиме дека ќе се соочиме со таков проблем, може би веќе ќе ги дистрибуираме со приватен оператор. Во однос на дискусијата на Михаил за транспарентноста на општината, значи, вие може би советничество од скоро време имате лична карта тука, но последните 4 години Гевгелија во првите 5 општини по транспарентност од државата, а 2 години беше најтранспарентна, ако ги гледате податоците. И самиот кажете во вашето излагање дека од сектор од финансии ве повикале на увид да ви биде дадено се. Значи, не секој документ може да биде трансфериран по електронска пошта или слично. Јас ги кажав и обврските и кредитите во текот на изборниот процес се отворено, на секој до сега што е побаран од советниците, му е дадено да дојде на увид во општината и детално да ги разгледа. Уште еднаш ќе ти заклучно со 39-ти, не знам до кога си барал конто 2200, дали до денешен ден или до 39-ти, до 39-ти обрските, текумните обрски на општината се 46 милиони денари, од кои што 23 на комуналец Гевгелија. Ќе дојдеш, ќе разгледаш и детално се можеш да видиш. И уште една забележа во излагањето на советникот Нечевски, во делот на капиталните расходи 143 милиони денари, каде што во вашето излагање кажете дека најголемиот дел од тие проекти, реализацијите и капитални расходи се од централната власт. Не, овие се 139 милиони од собствени средства. Доколку го видите убаво финансискиот извештај, ќе видите дека само 4 милиони денари се по основ на средствата од владата кои што се за општините. Реализацијата поголем дел од тие средства ќе имаме во четвртиот квартал и во следната година. Заклучно со 39-ти во финансискиот квартален извештај убаво пишува, значи само 4 милиони денари се од проектите од владата. Благодарам на градоначалникот. Реплика, повелете. Градоначалник, не знам што е проблемот од кога е мојата лична карта и вашата е може би од пред 30 година, но јас учев во Гевгелија, цел живот го поминав во Гевгелија и работам во Гевгелија. Сега увид ви реков и на администрацијата, јас не сум државен службеник, кој што може да се ослободи и за време на седница воедно, исто така, иако ни доставувате барање. Јас работам во приватниот сектор цел мој живот. На 33 години имам 12 години стаж. За разлика од вас, кој што мислам дека работите цело време во државниот сектор. И да ви одговорам за транспарентноста и вашиот индекс на транспарентна општина и отворена општина и се ова што го зборуваме тука дека е така, покажа
ревизијата од Државниот завод за ревизија, мислам од 2023, колку работи се нотирани во работењето, во финансиите во вашата општина и што треба и што не треба. Стои, се класифицира и така натаму и така натаму. Така да мислам дека не е проблем. Тоа е пракса во многу општини да ги добиеме овие конта, да видиме на кого општината исплатила средства, уште колку останале да се исплатат, кој уплатил на општината и кој нема и уплатено, кој должи се уште. Тоа не е државна тајна. Благодарам. Благодарам. Дали уште некој се јавува за збор? Кајде Николова? Почитувана председателка на Советот, почитуван градоначалник, почитувани советници, гевгелиска јавност. Има една поговорка која многу ја има чуен и треба да ја знаат кој не ја знае. Кој има очи да види, гледа, кој нема уши да слуша, не слуша. За овие 4 години, кој што е дошол намерник во Гевгелија, забележува дека градот се развива. А за 12 години што влегуваш и излегуваш во Гевгелија, сигурно нешто си забележал. Барем некоја улица, некој булевар или некоја било каква заобилазница. Доаѓаш од средина што не била развиена. Градот наш има, Гевгелија е град со голема град. И тука живеат граѓани на оваа општина. Нема потреба да плукаме на се што е изградено. Кој што носи во срцето, гледа и во другите. Нема потреба да се вреѓаме, нема потреба да се докажуваме, а најмалку има потреба да бидеме арогантни. Ако си бил советник во друга општина, таа е твоја работа. Ние тука има меѓу нас советници и од претходниот совет и знаеме што се случуваше. Прифати ја оваа средина и ќе ти биде подобро. Благодарам. Јас ќе упатам еден апел, дозволете ми, еден апел до присутните членови на Совет да се држат до точката на дневен ред и до репликите или коментарите или да земат збор соодветно на делот од зборот, односно делот од коментарот или излагањето на советникот кој излегол на говорница да го земе зборот. Ова нека биде усно излагање или предупредување до сите вас, дека ова понатаму нема да биде така толерирано, на таков начин да се распинува точката од дневен ред или да се распинува со дополнителни зборови и елоквентност, да кажеме, на нашите членови на Совет по делови од излагањето кои не се однесуваат, односно со делови од нивните реплики кои не се однесуваат на точките кои ги излагал советникот, кој излагал, односно земал збор. Ви благодарам. Доколку нема никој друг да се јави за збор, по прв пат, дали има уште некој по прв пат да се јави за збор? За реплика? Повелете. Реплика на? Повелете. Благодарам, председателке. Колешки Хаджи Николова, оваа реплика ме мотивиравте да се јавам за реплика во со вашиот говор, дека кажете дека во Гевгелија убаво се развива, се бетонира, така убаво овие години кои што живееме ние овде, го гледаме, да, го гледаме, е се на мојата улица, па има може 5-6 години кога е сечен бетонот за уклучување на канализација и не е бетонирано, значи не е завршено. Си возам по дупки веќе 5-6 години и повеќе, да не зборам за другите улици. Гледаме ние што е завршено, значи е ова е реплика на вашиот говор. Благодарам. Благодарам, Петро. Дали некој друг се јава за збор по прв пат? Димитров, повелете. Добар ден.
почитуван градоначалник, почитувана председателке, почитувани колеги. Нема да зборувам за финансиите кои што детално ни беа презентирани и од општинската администрација и од градоначалникот. Ги имавме на увид подолго време. Сите ги разгледавме, на комисиите дискутиравме, дискусиите се јавни. Можам да кажам дека некој друг не оценил дека сме најтранспарентна општина. Не сме си ја дали оценката ние, не сме си ја дали на малски состанок или на месен комитет. Finance Think, мислам дека е независно тело, кој што ги гледа податоците од повеќе аспекти, и од Министерството, и од Европската Унија. И не оценил како високо ефикасна и развојно ориентирана општина. Со реализација на приходите повеќе од 93%, со реализација на расходот повеќе од 92% и реализација на капитални инвестиции над 80%. Мислам дека тоа е една одлична оценка за општинската администрација, за тоа како управуваат со финансиите на граѓаните. Благодарам. Благодарам, Димитров. Дали уште некој се јавува за збор? По прв пат? По втор пат? Сивова. Процедурално. Благодарам. Процедуралното е до вас. По излагањето на еден од советниците, рековте дека нема да дозволите во иднина да дискусиите не бидат по точките на дневен ред. И дека ќе ги прекинувате. Сега беше и случај. Не се зборуваше за кварталниот извештај. А ви не ги прекинувате. Благодарам. Благодарам. Се уште ви немам дадено збор. Повелете, Тодор. Благодарам. Почитувана председателка, го ценам вашите мислење дека советниците треба да се држат на точката на дневен ред. Се надевам дека ќе го почитувате тоа и нема да дозволите да се читаат тука гатанки исказ за излагање на советници, а и в другиот момент личната природа на советниците. Тука не сме да разговараме кој од кога има лична карта. Тука сме да разговараме за проектите, за предлозите, за поубаво место за живеење за граѓаните на општина Гевгелија. И мислам дека тоа ќе го почитувате, ве поздава вака како личност. Благодарам. Ви благодарам. Дали уште некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, го ставам предлог заклучокот по точка број 1 за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година, за периодот 1.1.2025 до 39.2025, кумулативно го ставам на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека предлог заклучокот е усвоен со 13 гласа за. Се извинувам. Кој е против, молам нека крене рака. 6. Се извинувам. 6 и 13, 19. Воздржани нема. Со ова констатирам дека предлог заклучокот е усвоен со 13 гласа за, 9 против, воздржани нема. 13 за, 6 против, воздржани нема. Добро. Преминуваме кон точка 2. Предлог измени и дополнување на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година. Отворам претрес по предлог измените со извештај од комисиите. Бидејќи представник од општинската администрација е присутен, му даваме прво збор на представникот да се произнесе по оваа точка. Повелете. Благодарам. Почитувани, врз основа на член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа,
Доколку во текот на извршувањето на буџетот, градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначени прераспределби на одобрените средства, предлага до Советот на општината измени и дополнување на буџетот. Исто така, измените и дополнувањето на буџетот на општина Гевгелија се вршат и врз основа на известувањето од Министерството за финансии, кое е добиено на 3.11.2025 година, заведено со архивски број 08-4435/3. Со измените и дополнувањата на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година, вршиме зголемување на вкупниот буџет за 6.091.465 денари, од вкупен износ 868.182.633 денари се зголемува на 8.874.274.098 денари. Кај основниот буџет имаме зголемување за износот од 6.091.465 денари, односно ја зголемуваме ставката даноци на специфични услуги, каде што имаме и отстапување во кварталот за поголема реализација, а вршиме намалување на ставката трансфери од други нивоа на власт за износ од 11.682.516 денари. Со измените и дополнувањата, буџетот ја има следната структура. Основниот буџет на 465.482.424 денари, буџетот на дотации од 366.543.238 денари, самофинансирачки активности од 20.974.392 денари и буџет на донации од 21.274.044 денари или 2,43%. Кај приходите ја имаме следната структура. Даночни приходи 195.973.981 денар, неданочни приходи имаме 26.089.385 денари, капитални приходи од 28.267.637 денари и трансфери и донации од 623.943.095 денари. Билансот на расходи со измените и дополнувањата ја има следната структура по расходи, односно заплати и надоместоци 396.629.610 денари, резерви и недефинирани расходи од 755.000, стоки и услуги од 162.581.147 денари, каматни плаќања од 4.142.925 денари, субвенции и трансфери 81.783.894 денари, капитални расходи од 243.178.888 денари и отплата на главница од 12.202.734 денари. Со измените и дополнувањата на основниот буџет во висина од 465.482.424 денари ја имаме следната структура на приходи. Даночни приходи од 195.973.981 денар, неданочни приходи 5.350.000 денари, капитални приходи од 28.267.637 денари, трансфери и донации од 235.890.806 денари. Кај расходите ја имаме следната структура. Заплати и надоместоци 67.748.308 денари, резерви и недефинирани расходи од 755.000 денари, стоки и услуги од 90.569.798 денари, каматни плаќања 4.142.925 денари, субвенции и трансфери од 74.209.466 денари,
Капитални расходи 215.854.118 денари и отплата на главница од 12.202.734 денари. Капиталните расходи во вкупните расходи согласно измените и дополнувањето на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година учествуваат со 27,82% или 243.178.888 денари во вкупниот буџет, а кај основниот буџет учествуваат со 215.854.118 денари или со 46,37%, со што се задржува развојната компонента на општина Гевгелија. Ќе надополнам дека сите промени се во согласно со потребите за навремено плаќање на обврските. Со овој ребаланс имаме пренамена на околу 17 милиони, а зголемување за 6. Намалуваме од ставките каде немаме обврски доспеани за плаќање, зголемуваме кај ставките каде што имаме доспеано обврски и со овие промени истите ќе бидат исплатени. Врз основа на наведеното, предлагаме да се донесат измените и дополнувањето на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година. Благодарам. Благодарам на представникот на општинската администрација. Му давам збор на градоначалникот на општина Гевгелија по оваа точка. Повелете. Почитувани советници, на денешната седница по четврт пат годинава имаме ребаланс на основниот буџет. Со предлог буџетот за 2025 година донесениот, значи имаме планирано околу 363 милиони денари. Со првиот ребаланс во мај месец 432 милиони денари, со вториот ребаланс во јули месец 455 милиони денари, со третиот ребаланс во август месец 459 милиони денари, за да сега со последниот ребаланс проектираниот буџет ќе биде некаде околу 465 милиони денари. Зошто во изминатите 2-3 години имаме на неколку пати зголемување, односно ребаланс на буџетот на општината? Сакам, бидејќи ова е нов состав на Совет на општина Гевгелија, значи пред 6 или 7 години беа донесени законски измени со кои при проектирањето на буџетот за следната година Министерството за финансии дава рамка од средства во која ние можеме да го проектираме буџетот. Значи, претходно, пред овие законски рамки, градоначалникот, локалната самоуправа, советот, има многу поголема слобода, да кажем, во проектирањето и на поголеми буџети, но со овие законски измени во пред 6 или 7 години, значи, строго во рамката која што ни ја дава на почетокот на декември месец Министерство за финансии, ние можеме да го проектираме буџетот. И ако овие законски рамки може би беа добри, да не се проектира се и се што од страна на општините, за локалната самоуправа, како општина Гевгелија, која што во овие 3 години има добра реализација на буџетот, представува и проблем заради тоа што во текот на годината треба да се прават 1, 2, 3, а во овој случај и 4 ребаланси на основниот буџет. Последниот ребаланс е резултат на реализацијата од над 75%, заклучно со 39. Значи, секоја општина, секоја локална самоуправа која што ќе оствари реализација на буџетот, на основниот буџет до 30 септември од над 75%, Министерството за финансии овозможува зголемување на буџетот. Со овој ребаланс на буџетот немаме огромно зголемување, значи имаме околу 6 милиони денари зголемување, од кои 3 се на капитални расходи, но истовремено со овој ребаланс, бидејќи е крајна година, бидејќи ги имаме сите ситуации кои што до крајот треба да бидат подмирени, направено е пренамена на средства на ставките,
Значи, околу 29 милиони денари се префалени од една ставка на друга, со цел да имаме реализација целосна до крајот на годината, а зголемувањето, како што кажав, ќе биде од 6 милиони денари и верувам дека до крајот на годината ќе успееме и оваа година да имаме реализација над 90%, што ќе придонесе следната година повторно да имаме добри перформанси и повторно да имаме зголемување на приходите од ДДВ. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој се јавува за збор? Прва Сивова. Благодарам. Почитувани, ова е четврти ребаланс за оваа година, би требало да е последен, затоа што пред нас е период на креирање буџет за 2026 година. Ребалансот е со зголемување од 6 милиона во вкупен износ, што е всушност разликата на зголемените приходи од 17 милиона од данокот на специфични услуги, надоме за уредување на градежно земјиште, платените комуналии и намалување за 11 милиони трансфери и донации, при што 11 милиони и 600 се парите добиени за старата чаршија, а 8345 за изградба на паркот и детското игалиште на улица Деко Ковачев. Во билансот на расходите има зголемување од 1.445.000 за плати на доместоци, а намалување на резерви недефинирани расходи од 445.000. По ставка 42 стоки и услуги има зголемување од 6,8 милиони, од кои највисок износ има во конто 424 поправки и тековно одржување, зголемен со 3,5 милиони. Договорни услуги, конто 425 за 1,1 милион, други тековни расходи за 664.100 и привремени вработувања од зголемување од 243.000. Субвенции и трансфери зголемување има за 1,5 милиони, капитални расходи во износ зголемени за 3 милиони. И во минатиот состав, па и сега, представникот на општинската администрација знае, кога се разгледува ребалансот на буџетот, ги поделувам програмите на програми што се зголемуваат, што се намалуваат и програми што остануваат исти, затоа што програмите се фактички го креират буџетот. Програмите што се зголемуваат се зголемени за 2,8 милиони, достигнуваат вредност од 174 милиони. Програмите што се намалуваат се намалени за 22 милиони, достигнуваат износ од 204. Програмите што остануваат исти се на 87 милиона и вкупно се добива таа сума од 6 милиони за ребалансот и разликите од 400 и буџетот од 465 милиони. И сега по програми вака што се зголемуваат, зголемена е програмата Д0 градоначалник. Во вкупен износ е зголемена за 831.523, каде што има намалување од 123.477 за други тековни расходи, а зголемување од 1.100.000 за разни трансфери. И на претходната точка реков, и сега ќе кажам, значи ако се работи за потребите на граѓаните на општина Гевгелија, тоа го поддржувам. Во програмата ЕА, капитални расходи на општината, има зголемување од 589.303, каде што добро, закупување на мебел има намалување од 300.000, закупување на опрема и машини има зголемување од 350.000 и во вкупен износ се зголемува за 589.303. Програмата F2, уредување на градежно земјиште, се зголемува за 578.189 денари и тоа во конто 426 други тековни расходи. Програмата J7,
одржување и користење на паркови и зеленило се зголемува за 4.752.520. На комисиите представникот на програмата, што ќе биде следна точка на дневен ред, рече дека тие се не за нови паркови и зеленило, него за обврските на комуналец. Исправете ме ако грешам. Тоа е. Програмата ЈА, изградба на јавно осветлување, се зголемува за 1.109.461. Сега на комисиите прашавме на што се должи ова зголемување. Представникот ни рече дека е за нови линии. Значи не даде конкретен одговор. Го користам присуството на градоначалникот, ако може да ми одговори за кои тоа нови линии се работи. Програмата ЈА, изградба на јавно осветлување. Програмата ЈД се зголемува со 7.300.000 и тоа во делот на подпрограмата ЈД0, изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 7.300.000. Исто тука не добивме одговор зашто точно кои улици сигурно се планират, ипак се работи за милионски износ. Кои улици се планира да се реконструират и кога сме веќе кај реконструкција на локални патишта, повторно ги упатам до вас, градоначалниче, дали се мисли нешто да се санира делницата за Ума што е во распаѓање. Програмата ЈФ, изградба на сообраќајна сигнализација, овде стои дека се зголемува за 3 милиони, ама кога ќе дојде точката на дневен ред, на представникот ќе му упатиме дека има некои разлики, затоа што со претходниот ребаланс се зголемила за милион, сега се зголемува за 3 милиона и фактички вие прикажувате зголемување од 3 милиона од 2 на 5, а во самата програма има зголемување од 1 на 5. Ама тоа ќе биде точката на дневен ред за самата програма. Програмата ЈН, капитални расходи за урбана опрема, се зголемува за 1.483.962. Најверојатно тоа се работи за некоја нова урбана опрема. Би сакала само да ми говори градоначалникот зашто точно се планира поставување ова нова урбана опрема каде? Програмата К4, културни манифестации и творештво, разни трансфери за 1.300.000. Најверојатно тука е за некои неисплатени обврски према културните манифестации и творештво. Ако грешам, исправете ме. Програмата Л0, спорт и рекреација, се зголемува за вкупен износ од 2 милиона. И сега ги имате и вие исто програмите, тие се што ми падна во очи, е така, што поставив некоја прашање, ако може да ми се одговори. Програмите што се намалуваат се со по-мали износи, е сега тука за програмата Е0, општинска администрација, се намалува за вкупен износ од 1.439.857. Авнома во делот на плати и надоместоци се зголемува за 844.000. За договорни услуги се зголемува за 950.000. За други тековни расходи 1.300.000, привремени вработувања за 243.000. И сега од таму одземи, таму додади во вкупен износ од 1.300.000. Програмата е еден урбанистичко планирање се намалува за незначителен износ. Програмата ЕФА, капитални расходи за уредување на градежно земјиште, во конто 485 вложувања и нефинансиски средства се намалува за 1.143.282 и за градежни објекти за 300.000 се зголемува, значи тука намалувањето со зголемувањето ја дава разликата од 842.282. Подршка на локалниот и економски развој, програмата Г1 се намалува за 2.551.000
1035 во конто 464 разни трансфери. Па би побарала одговор на што ова се должи. Програмата Е6 во конто 424 се намалува од 4 милиона, сега е 2 милиона за 1.982.944. И сега тука програмата КА, под програмата КА, тоа е тоа што рековте дека за конзервацијата и реконструкцијата на старата чаршија се намалува за 11.674.181. И сега прашањето ми е, баш би сакала од вас да го слушнам, градоначалниче, затоа што на комисиите прашавме на што се должи незавршувањето на старата чаршија, рекоа дека за временските услови некако од мај, јули, август, септември, октомври, ноември, не би рекла дека временските услови не дозволуваат да се тоа нешто заврши. Па во што е прашањето, ако може да ми одговорите? И во целина да сумирам. Значи, четврти ребаланс, да не го се повторувам по градоначалникот рече дека буџетот креираниот за 2025 бил 741.302.538, сега со четвртиот ребаланс достигнува вредност од 874 милиона. При што основниот буџет од 363 милиона сега е зголемен за 26 милиона 509 во кумулативен износ и достигнува вредност од 465 милиона 482.424. Сега во основниот буџет даночните приходи учествува со 42,1%, неданочните со 1,15%, капиталните со 6,07%, трансфери и донации со 50,68%. Во расходите платите на доместиците учествуваат со 14,55%, стоките и услуги со 19,46%, капиталните расходи со 46,37%. И да не должам повеќе, пред нас е период на донесување буџет на општина Гевгелија за 2026 година, кој се надевам дека ќе биде реално испланиран и ќе има развојна компонента за општина Гевгелија, а не да биде нереално низок, за понатаму да се прикажува процент на успешност повисок. Благодарам. Благодарам, Сивова. Дали некој друг се јавува за збор? Петров, повелете. Ви благодарам, председателке. Јас сакав да поставам две прашања на градоначалникот, ама за жал излезе баш пред да земам збор. Сега не знам како би го прашал, ама ги се потруда, може некој друг ќе знае да ми одговори и помогна ако се врати. Овие ребаланси на буџет оваа година ги затеравме како секој квартал извештај, значи на секој квартал извештај правиме ребаланс на буџет. Ова една пракса стана, не е ништо ново, во ред, така одлучили, така нека биде. Првиот ребаланс беше за зголемување на средства, пари од владата доделена од унгарскиот кредит за реконструкција на старата чаршија. Како и да е, моите две прашања беа, сега ќе ги поставам овде јавно, за зголемувањето на средствата за надоместот за уредување на градично земјиште. Значи имаме една голема сума на пари кои што овде влегува во буџетот, околу 17 милиони денари. Ова не може да биде од една зграда, од една комунали, значи ова е нешто повеќе, поголемо. Па сакал да прашам дали станува збор за инвеститорот Lidl, кој што
ако се добро сеќавам, на 5 август имаше овде една нестатутарна седница, вонредна седница на Советот за потребите на инвеститорот Лидл. Дали тој во меѓувреме има платено комунали? И второто прашање ми беше за намалувањето кај средствата од владата, капитален трансфер од другите нивоа на власт, за, како што кажавте, за реконструкција за старата чаршија. Таму, значи, по информациите кои што ги добивме, тие пари кои се предвидени за старата чаршија се повлекуваат и ќе се пуштат повторно во другиот буџет во 2026 година, но овие пари сега, значи јас ви кажав, тоа е едно префрлување од шупливо во празно, значи пари од кредитот од Унгарија, кои што беа наменети точно за таа работа, да се заврши што поскоро, дали по моите информации кои што ги добивме, од премиерот овие денове има некоја циркуларка до сите градоначалници да ги стопираат или да го забават темпото на реализација на овие проекти, одобрени, значи, од владата со овој кредит, за да тие пари ги пренаменат во други проекти, да исплатат други фактури. Како би во следните 3 месеци би покажал премиерот дека градоначалниците еве нешто работат, успешно сработиле, значи така едно пофало да биде тоа за нив. И затоа ова намалување сега од тие пари таму ќе се префрлат на друго место. Ама еве не е долго од градоначалникот, не знам кој би можел да одговори. Ако сакате, кој ќе се врати, ако сака, ако е волен, нека одговори. Благодарам. Благодарам, Петров. Дали некој друг се јавува за збор? Попов, повелете. Почитувани присутни, моје прво излегување во овој мандат ќе ми дозволите на почетокот да го честитам изборот на колешката Анета Станкова за председател на Совет, на сите вас изборот за членови на Совет, на сите ви посакувам успешна работа во наредниот период, 4 години, колку што ќе се дружиме активно сите заедно. Во врска со првата точка не излегов со своја дискусија од една едноставна причина што во претходниот состав исто така бев член на Совет, бев активен учесник и создавач на извештајот кој што денес го имавте прилика да го разгледувате и дискутирате. Цело време бев убеден и додека истиот извештај се создаваше и денес кога го анализираме дека е добар, дека беа постигнати добри резултати и од тука ценев дека би било и во интерес на времето, почитувајќи ги сите, ценев дека ќе биде подобро да се слушнат размислувањата на колегите кои не беа дел од Советот во претходниот мандат, да се видат нивните перцепции на оно што денес го гледаме како писмен извештај пред нас и морам да констатирам дека беа слушнати доста интересни размислувања. Уверен сум дека во наредниот период, особено кога ќе се разговара за конструкцијата на наредниот буџет на општина Гевгелија за период 2026 година, ќе имаме придонес со конструктивни размислувања со цел добивање на еден документ со кој што сите ние на крајот од нашиот мандат ќе се почувствуваме горди, ќе се почувствуваме заслужни за она што ќе го оставиме како реализација позади нас. Оваа точка и за мене е нова. Затоа и се јавив за збор, бидејќи ја разгледувам, ја прифаќам како потврда дека кварталниот извештај, гледано кумулативно од 1.1. до 39. и одделно од 1.7. до 39. како успешен, како добар. Зошто го велам ова? Затоа што не сите општини во Република Македонија имаат можноста на дневен ред сега пред 15. ноември да ја имаат оваа точка. Привилегијата да ја имаат со цел ребаланс на буџетот ја имаат сите. Тоа е законска можност која што се дава да сите општини на неколку недели пред завршувањето на годината да си го досредат, градоначалниците да си го досредат буџетот во смисла да таму каде што се задржале, останале повеќе финансиски средства на одредени конта, ги префрлат таму каде што се потрошени, за да можат да
ја заокружат фискалната година. Меѓутоа, не сите општини ја имат можноста да ја имаат оваа точка во форма во која што имаме ние, а суштината на денешната точка на дневен ред на овој ребаланс е зголемување на буџетот, по-конкретно за 6,1 милиони денари. Во овој контекст, додека се во оваа смисла, сакам само да истакнам една работа, беше спомнато, а не се согласувам со истото, дека нереални проектирање во буџетот нема, не само кај нашиот, на општина Гевгелија, верувам дека тоа се случува во сите општини, туку тие планирање се резултат на ограничувањата кои што ги добиват општините од Министерството за финансии. Значи, однапред е дефинирано која конто до кој максимум може да оди и така се конструира буџетот на почетокот од секоја година. Сега, доколку се случи поради зголемена активност, поради поголем успех во работењето на одреден градоначалник, до одредено конто ги натврли тие планирани средства, тогаш нито еден градоначалник тоа не го прави намерно за да прикаже поголема успешност при крајот од годината, туку тоа се прави затоа што тоа се случува, таква е перцепцијата, само затоа што го префрлил со својата активност, со својата успешност, ограничувањето кои што претходно го добил од Министерството. Затоа служат ребалансите, да до крајот на годината се поравнат сите тие конта и на крај го добиваме во завршната сметка она што реално го добиваме. Каков е успехот на сегашниот буџет? Јас повеќе заради новите членови на Совет за информирање да ви кажам дека градоначалникот, ова му е нов мандат, што значи почнува 5-та година од неговото раководење со локалната самоуправа. Во 2022-та, кога се формираше буџетот во тоа време, убаво се сеќавам, беше проектирано некои 210 милиони. Не сум точно сигурен, ама толку беше, 208-210. Буџетот за секоја наредна година се формира на тој начин што се зема просекот од последните 3 години и истиот тој просек се зголемува за 30%. Сега сме сведоци дека заклучно третиот квартал од 2025 година имаме буџет од 460 милиони. Тоа значи дека од година во година успешноста на градоначалникот, администрацијата, па ако сакате и Советот, била таква, што од тие почетни 210 милиони колку ги имавме во 2022 година, 25-та ќе ја завршиме со скоро 2,5 пати повеќе. Од тука, мислам дека самите цифри зборуват доволно, дека реализацијата од година во година е се подобра. Овој ребаланс ни служи да го зголемиме според законските можности за уште 6 милиони актуелниот буџет за 2025-та. И јас ова зголемување го гледам само како еден добар основ за уште подобра конструкција на буџет за наредната 2026 година, кога реално и почнува нашиот заеднички мандат. Со активностите кои што ќе бидат предвидени во рамки на тој буџет. Во таа смисла, секако дека ребалансот ќе се искористи не само за зголемување, туку и за порамнување на контата од таму каде што има повеќе да се префали таму каде што фали, но секако дека повеќе го разгледувам како основ за добар буџет за 2026-та, а во оваа прилика ќе му посакам на градоначалникот, па и на сите нас, успешно за окружување на буџетот за тековната 2025. Благодарам. Благодарам, Попов. Дали некој друг се јавува за збор?